Најава за денешните настани. Охридскиот регион останува на листата на УНЕСКО. Огромен интерес од кај средношколците за студиските програми кои ги нуди Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле од Охрид. Втор ден протести на судската администрација. Одбележан светскиот ден на првата помош. Моторџиите на националните полициски секции на Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина и Македонија пристигнаа во Охрид во рамки на меѓународниот караван на пријателството. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес претежно сончево време со локална облачност и топло со измерени максимални 27 степени Целзиусови. Попладне во северозападните, северните и североисточните делови умерено облачно и нестабилно со услови за слаби и локални врнежи од дожд. Утре локално во Западна Европа и на Пиринејскиот, Апенинскиот и Балканскиот полуостров услови за локални врнежи од дожд, грмотевици и релативно топло време. Дожд се очекува и на крајниот север и во североисточните делови од Европа, а во останатите делови од стариот континент времето ќе биде претежно сончево и топло. На Балканскиот полуостров во сабота сончево со локална облачност, локално во источните и јужните делови со локални врнежи од дожд и грмотевици, максималните дневни температури од 25 до 29 степени. Во Македонија во сабота претежно сончево со локална облачност и топло време, попладни услови за сосем слаби и локални врнежи од дожд и ветар од променлив правец, минималните од 10 до 19, максималните дневни температури од 23 до 31 степени. Во Охрид во сабота времето претежно сончево со локална облачност и потопло, попладне, слаб и локален дожд, минималната 14, дневната 25 степени. Во Охрид во недела претежно сончево време со локална облачност и топло, а попладне слаб и локален дожд. Максималната дневна температура 25 степени. Но во понеделник и вторник свежи утре со температура до 12 степени, а во текот на денот сончево време со локална облачност и топло со максимални 26 степени Целзиусови. Со Бизон Полимакс секоја идеја станува реалност. Лепи, зацврстува, запечатува. Со Бизон Полимакс секоја идеја станува реалност. Бизон Полимакс. Бизон, екстремно мокни лепила. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој. Веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини и органи, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Ова лето, сладко лето охридско со плазма. Тамаро Супер Радио и највкусните плазма, плазмикс и уелнес и ова лето ќе подаруваат и забавуваат. Многу награди, врвна забава, најмлади плазма кувари, хуманитарна плазма сладкарница, плазма чаршиска сладкарница се само дел од настаните со кои ова долго и топло лето ќе уживаме во прекрасниот Охрид. Уште и плазма леј крузинг и секојдневни награди на Супер Радио. Ова лето, сладко лето охридско со плазма.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Охридскиот регион останува на листата на УНЕСКО. Министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска присуствува на 45-та сесија на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО, што се одржува во Ријад, Саудиска Арабија, на кое вчера беше соопштена одлуката на Комитетот дека Охридскиот регион со својата исклучителна универзална вредност останува на листата на светско наследство, информираат од Министерството за култура. На 45-та сесија на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО, што се одржува во Ријад, Кралство Саудиска Арабија, вчера беше соопштена одлуката на Комитетот дека Охридскиот регион со својата исклучителна универзална вредност останува на листата на светско наследство. Министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска во своето обраќање нагласи дека експертските тимови на Македонија и Албанија го изготвиле стратегискиот план за рехабилитација на природното и културното наследство на Охридскиот регион со акцијски план, а како што рече, тоа е значаен чекор во детектирањето и справувањето со факторите кои имаат негативно влијание врз вредностите на регионот, што е позитивно оценето и од страна на Комитетот за светско наследство и нотирано и во одлуката од сесијата на Комитетот во Ријад. Министерката за култура додаде дека од нашата натамошна засилена соработка со Република Албанија ќе зависи имплементацијата на посочените мерки за рехабилитација на регионот, но нагласи дека останува добар дел од препораките на реактивните мониторинг мисии и на советодавните мисии што треба заеднички да ги сработат двете страни. Тоа ги потврдува, како што рече, нашите искрени намери и подготвеност за работа и за интензивна соработка. Останува престижниот статус, но остануваат и препораките за негово зачувување. Препораките не се лесни и нивното реализирање бара наше целосно внимание. За да постигнеме успех во тоа, неопходно е секој да го понесе својот дел од обврските, и централната власт, и локалната самоуправа, и установите, и граѓаните. Впрочем, обврските се точно адресирани. Многу работи од препораките ги имаме почнато, но останува нивната целосна реализација. Треба постојано да го имаме предвид фактот дека нашето непостапување по препораките ќе биде причина за впишување на Охридскиот регион на листата на светско наследство во опасност, нагласи Костадиновска-Стојчевска. Министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова пак изрази благодарност што Комитетот ги призна напорите направени од Северна Македонија и затоа ни го обезбеди потребното време да продолжиме да правиме значајни чекори кон заштитата, зачувувањето и одржливото управување со Охридскиот регион. Работејќи заедно со Република Албанија, ние сме решени да го направиме управувањето со овој регион пример за соработка, да ги обезбедиме интегритетот и автентичноста на Охридскиот регион и да го пренесеме на следните генерации. Заштитата на природата и на биодиверзитетот остануваат наша цел, како што е донесувањето закон за прогласување на студенчишко блато за заштитено подрачје во категорија 4 парк на природата и нов закон за прогласување на Охридското езеро за заштитено подрачје во категорија 3 споменик на природата, нагласи во Ријад Министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова. Граѓани денеска повторно преку рубриката Ти си твојот град реагираа на денешните активности кои се одвиваат на куќата каде порано беше седиштето на Сојузот на синдикати на Македонија, објект на улицата Димитар Влахов. Во врска градежните активности на овој објект, градежниот инспектор на 30 август донел решение за отстранување на доградбите. Наредниот ден, општински инспектор со полициска асистенција извршил затворање на градилиштето со лента и заштитен знак. Информираа за ТВМ од општина Охрид на 5.9.2023 година. Повторна реакција од граѓаните во рубриката Ти си твојот град во врска со градбата на улицата Димитар Влахов. До редакцијата на ТВМ телевизија испратија фотографии и видеа во врска активности кои се одвиваат на објектот, а кои тие во текот на денешниот ден ги регистрирале. ТВМ телевизија испрати барање за информации до општина Охрид. Дали општинскиот инспекторат излегол повторно на увид, ако е направен повторен увид, што е констатирано и дали и какви мерки се преземени. Како што информиравме предходно, согласно информациите кои ни беа доставени од општина Охрид на 14 август, овластен градежен инспектор на предметната парцела извршил вонреден надзор и изготвил записник според кој при увидот на лице место било констатирано дека инвеститорите изградиле нелегални доградби на објектот спротивно на одобрението за реконструкција издадено од општина Охрид. Градежниот инспектор на 30 август донел решение за отстранување на доградбите. Наредниот ден на општински инспектор со полициска асистенција извршено затворање
затворање на градилиштата со лента и заштитен знак. Од Националната установа Завод и музеј на 5 септември ЗТВМ информира дека инвеститорот отстапува од проектот при реконструкција на објектот на улицата Димитар Врахов. За терасите и доградбите на куќата каде порано беше седиштето на ССМ, ниту општината издала одобрение, ниту од Завод и музеј дале позитивно мислење. Објектот не представува поединечно заштитено добро, но истиот се наоѓа во контактната зона на заштитената споменична целина, прогласена за културно наследство од особено значење. Согласно закон за реконструкција на истиот се издава конзерваторско мислење од страна на Завод и музеј Охрид. Националната установа Завод и музеј дозволила промена на кровот со препокривање со црвена керамида на веќе постојната конструкција и промена на натрешната и надворешната столарија во кафеава боја со дрвен финиш по урнек на постојната. Исто така Заводот дозволил санација на фасадата, но со зачувување на истиот изглед и во бела боја. Граѓаните во рубриката Ти си твојот град на ТВМ телевизија реагираат дека уште една градба која беше препознатлива полека но сигурно исчезнува и дека по реконструкцијата градот ќе добие или лоша копија или сосем нова зграда која нема ништо од изгледот на оригиналниот објект. Инаку во оваа куќа на 26 и 27 ноември 1941 година бугарскиот воен суд во Охрид ги осуди на смрт со обесење Лазар Колишевски и Петре Пирузе, додека Кирил Главинчев, Андон Дуков и Јаким Спировски биле осудени на повеќегодишна затворска казна поради организирање вооружено восстание против бугарскиот фашистски окупатор. Пред куќата стои мермерна спомен плоча како потсетник на тој настан од историјата. Огромен интерес од кај средношколците за студиските програми кои ги нуди Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле. Првиот уписен рок беше на крај на месец август, а студентите ќе имаат можност уште 2 пати до крајот на овој месец, и тоа на 19 и 20 септември и на 29 септември, да изберат некоја од студиските програми кои оваа високообразовна институција ги нуди, вели професор доктор Устијана Речковска-Шикоска, проректорка на Универзитетот Свети Апостол Павле. Полни се ходниците на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле во Охрид. Интересот кај идните студенти за првиот уписен рок е огромен. Од раководниот кадар на оваа образовна институција велат дека современите нови студиски програми кои започнуваат во новата академска учебна година за сите 3 циклуси се една од причините за ваквиот интерес. Универзитетот Свети Апостол Павле оваа година навистина оствари рекорден број на запишани студенти од самото свое постоење, на што и јас и целиот тим на универзитетот сме особено среќни и горди. Сакаме да продолжиме со континуирано посветено работење, со привлекување на студентите нормално на сите наши факултети, на сите студиски програми. Речковска-Шикоска, проректор на Универзитетот Свети Апостол Павле, подвлече дека оваа посветено се покажала преку одржување на постојано високи стандарди во образованието и истражувањето, поттикнување на обемни меѓународни соработки, активно вклучување на проекти и подготвеност да се вклучат во партнерства со други институции како на домашно, така и на глобално ниво. Таа додава дека изборот на оваа високообразовна институција од страна и на студентите и на младите истражувачи е можност да се остане и твори во својот град и својата земја во најплатените и најприменливи дејности на денешницата. Од првиот уписен рок сме навистина задоволни и сама по себе информатичко-комуникацијските технологии се навистина современ тренд, наоѓаат примена во сите области, па така да мислам дека овие млади генерации го препознаваат сето тоа. Особено сакаме да апелираме до младите и истражувачи и студенти да си останат и во Охрид и во нашата држава. Имаме можност за ремоут, онлайн работење, па пак да бидат со нашава струка и по целиот свет, а сепак дома. Првиот сега веќе рекорден уписен рок заврши на крајот на месец август, а студентите ќе имаат можност да аплицираат уште 2 пати до крај на овој месец, и тоа на 19 и 20 септември и на 29 септември, вели професор доктор Устијана Речковска-Шикоска, проректор на Универзитетот Свети Апостол Павле. Одбележан светскиот ден на првата помош. Под мотото Прва помош достапна за сите, прва помош во дигиталниот свет, пред платото на Центарот за култура Григор Прличев, тимовите за прва помош од Црвен крст Охрид ги презентираа знаењата и техниките за укажување прва помош при различни повреди. Секоја година на милиони луѓе им е нанесена повреда или им ја одземен животот поради несоодветен одговор или недостаток на навремено укажана прва помош.
Ситуацијата би можела значително да се промени доколку повеќе луѓе се свесни за значењето и правилно се обучени за окажување на прва помош. Црвен крст од Охрид како едно од своите приоритетни заложби го има ширењето на знаењата и вештините за окажување на прва помош со цел тие да бидат достапни за сите како хуманитарен акт кој ги овластува луѓето да спасуваат животи и да помогнат во закрепнувањето од нагло настанати заболувања или повреди. Токму и затоа е потребно секој да одвои час, два, за да научи основни вештини за укажување прва помош и реанимација, за да може да си укаже и себе си, но и на онај кој што се најде во таква ситуација. Да се биде на лице место, да се научи, да се осети фантом куклата, односно телото на човекот, да се осети дефибрилаторот, да се види како функционира. Друго е вие ако научите преку гледање во телефонот или на видео, друго е ако бидете присутни тука. Првата помош представува витална иницијална интервенција која помага во намалувањето на повредените и зголемувањето на шансите за преживување во настаната ситуација по која животот на поединецот или група луѓе е во опасност. Поседувањето вештини за укажување прва помош ги зголемува индивидуалните капацитети на секој човек за преземање брза акција со цел намалување или стабилизирање сериозни повреди и ги зголемува шансите за преживување на повредениот. Само годинава екипите на Црвениот крст од Охрид реализирале 800 интервенции, повеќето од нив за време на летната сезона. Темата на годинешниот светски ден за прва помош е прва помош достапна за сите, прва помош во дигиталниот свет. Тоа се однесува до дигиталното во првата помош, тоа се оние апликации кои што ги користиме и ние, на кои што и нашите сограѓани можат ќе бидат објавени, можат да ги снимат на своите телефони и да ги научат основните чекори за укажување прва помош во зависност од тоа кој имат потреба од тоа и на кое место и каков е видот за укажаната прва помош. На овој ден својата хуманост може да ја искажат и сите наши сограѓани кои имаа желба и потреба да даруваат крв на крводарителската акција која во организација на Црвениот крст од Охрид се спроведе во Центарот за култура Григор Парличев во периодот од 10 до 14 часот. Под мотото Дарувајте крв, разубавете го денот себе си и на другите. Во акцијата беа собрани 8 единици од драгоценната течност. Судската администрација втор ден на протест. 50 вработени во основниот суд Струга и денес преку протест пред судот го изразија својот револт за ниските плати. Велат, поголемиот дел од нив работат за минималец, што е недозволиво. Судската администрација при основниот суд Струга втор ден на протест. 50 вработени не примаат странки и не работат од 8 до 11 часот. Се жалат со последното зголемување на платите на судиите, уште повеќе се продлабочил јазот. Административците земаат 5кратно помали плати од судиите. Најниската е на ниво на минималната плата, а просечната е под просекот во земјава. Велат службениците се револтирани и демотивирани. Со ниските плати не можат да врзат крај со крај. Ние протестираме од причини зашто не ни ги дават покачување на плата, бараме 78% од минималната плата и да ни се додаат додатоците од платата 35%. И протестираме од 9 до 11 часот секој ден. Не примаме странки, се одлагат судењата, све. Најниската плата која ја добиваат вработените во судската администрација изнесува 21.580 денари. Ние администрацијата према судиите земаат 1:5 по-висока плата од судската администрација. Ние заслужуваме да ни се дават повеќе, зашто ако не работи судската администрацијата како што треба, нема да работат и судиите, зашто цела работа почне од администрацијата. Судскиот буџетски совет првично вети поддршка за барањата за зголемување на платите на судската служба, односно додатоци на плати не помали од 25%, но подоцна се изеле со образложение дека нема пари. Од судската администрација велат нема да се откажат од своите барања. 50 мотоциклисти, членови на Интернационалната полициска асоциација ИПА од националните секции на Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина и Македонија, денес пристигнаа во Охрид во рамки на меѓународниот караван на пријателството.
50 моторџи од ИПА националните секции на Србија, Хрватска и Босна и Херцеговина во нашата земја дојдоа на покана на ИПА Македонија во рамки на меѓународниот караван на пријателството. Тие утрово во Скопје одржаа мотодефиле, пошто караванот преку Тетово, Гостива, Рикичево пристигна во Охрид. Караван пријателства постои ради Караванот на пријателството постои заради размена на пријателски искуства меѓу полицијата и заради дружење, ширење на позитивни работи помеѓу полицијата и запознавање на полициските службеници во текот на тие дружења. Полициски службеника у ток дружења. Караван пријателства Во караванот на пријателството треба да се приклучи секој човек во смисла на љубов, почитување, верба во луѓето и правенствено дружење, во време кога се изгуби смисла поради мобилните телефони и технологијата. Ние се обидуваме да направиме луѓето да се дружат, што повеќе да бидат заедно, да се почитуваат и да се сакаат. Да направиме да се људи друже, да буду што више заедно, да се поштуи и да се воле. Заедничкото мотодефиле во Охрид се одвиваше по булеварите туристички и македонски просветители до градското пристаниште. Во одржувањето на меѓународниот караван на пријателството значајна улога има Министерството за внатрешни работи и СВР Охрид. Целта е преку мотодружењето да се нагласи, да се потенцира определбата на полициските службеници за поблиска соработка, во овај дел преку спортското мотодружење, а понатаму да се развиваат и професионалните компетенции и соработка помеѓу полициските службеници од регионот. Впрочем, ова е една од основните принципи на кои што почива интернационалната полициска соработка. Моторџиите од ИПА националните секции на Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина и Македонија, односно меѓународниот караван на пријателството, продолжува во Битола и Прилеп. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. На 25 километри од линијата на фронтот, учениците во Харков учат подземја во метростаниците во градот, пишува Euronews. Властите во вториот по големина украински град одлучија дека ова е најбезбедната опција, но и можност младите повторно да се дружат работејќи рамо до рамо. Медиумот наведува дека Русија уништила повеќе од 1300 училишта во Украина, но децата од семјата сонуваат за својата иднина и работат на остварување на своите амбиции. Комитетот на УНЕСКО одлучи да не ја додаде Венеција на листата на светско наследство во опасност, не почитувајќи ја препораката од експертите и поштедувајќи италијанската влада од непријатна пресуда за стојбата на градот, пренесува Ройтер. Комитетот на УНЕСКО ја донесе одлуката вчера на тековниот состанок во Ријад, Саудиска Арабија. Сепак комитетот ја повтори својата загриженост за правилно зачувување на овој град во Северна Италија, признат како светско наследство од 1987 година. При закани од масовниот туризам и климатските промени се вели дека мора да се постигнува и на тамошен напредок. Италијанскиот министер за култура Дженаро Сан Джулијано рече дека додавањето на Венеција на списокот би било непотребен потек кој не се заснова на објективни факти. Според тоа, Венеција не е во опасност, се вели во соопштението. Венеција е позната по своите канали и културни знаменитости, долго време е загрозена од поплави и масовен туризам. Сепак од УНЕСКО соопштија дека е потребна повеќе работа за заштита на кревкиот град во лагуната. Ирски турист искрши историска статуа во Белгија само еден ден откако беше представена пред јавноста по реставрацијата тешка 15.000 фунти. Неименуван маж е уапсен на 10 септември бидејќи со факел откинал дел од раката на споменикот пред ново отворената берза во Брисел, јавува белгискиот сервис. Целата зграда исто така беше отворена еден ден порано по големата реконструкција тешка 77 милиони фунти. На социјалните мрежи се прошири видео од инцидентот каде се гледа како туристот се качува на статуата. Потоа се исправа обидувајќи се да скокне, но при тоа го крши факелот и голем дел од раката на статуата. Нел Ван де Венет, кој го водел проектот за реставрација, тврди дека туристот бил во весело расположение. Поправките ќе чинат многу пари бидејќи работата ќе треба да ја завршат вистински занајдчи. Агенцијата за споменици и пейзажи на бриселскиот регион ќе надгледува работата. Би сакале поправките да ги извршиме брзо, но тоа сигурно ќе потрае неколку недели, дури месеци. Тоа е последниот во долгата низа инциденти предизвикани од туристи ширум Европа ова лето. Лауреатите на годинешните Нобелови награди ќе добијат дополнителни милиони шведски круни, објави денес Нобеловата фондација. Со тоа вкупната парична вредност на признанието ќе достигне 11 милиони шведски круни или 923.610 евра. Средствата од наградите беа во пад последните години, а за оваа година најавено е дека ќе се зголемат како одраз на посилната финансиска позиција на фондацијата според познавачите. Почитувани гледачи, ова беше се што подготвивме за првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!